Кривичен совет на Скопскиот кривичен суд треба да одлучи дали ќе ја прифати жалбата на екс-директорот на ЈП Комунална хигиена Скопје Сабахудин Рустеми за определениот притвор. Преку неговиот адвокат тој вчера доставил жалба против решението на судија на претходна постапка, кој му определи 30-дневен притвор како осомничен во истрагата околу хаосот со ѓубрето во главниот град. Од судот потврдија дека ја добиле жалбата и дека е испратена на одговор до скопското обвинителство. И вела дека советот ќе одлучи откако ќе се исполнат условите, односно откако странките ќе дадат одговор на жалба. На Рустеми му е определен притвор поради опасност да ја попречи истрагата или да влијае врз сведоци и можност да го повтори делото. Тој раководителот на сектор во предпријатието Аки Саити се осомничени за кривично дело за загрозување на животната средина и природата со отпад по член 230 став 1 од кривичниот законник, во кој меѓу другото се наведува тој што со оставање, фрлање, собирање, со непрописно транспортирање на една или повеќе поврзани пратки, со преработка или отстранување на отпадот, со создавање на депонии спротивно на прописите за заштита на животната средина, пропуштање на вршење надзор над собирањето, со непрописно управување со отпадот или на друг начин ќе предизвика или може да предизвика значително оштетување на квалитетот на почвата, воздухот или водата, или опасност за животот или здравјето на луѓето, ќе се казни со затвор од 1 до 10 години. Истрагата за случајот беше отворена по кривична пријава од МВР, според која Рустеми и Саити постапиле спротивно на закон, што резултирало со создавање на мини депонии во Скопје, кои придонеле до загадување со што ги изложиле луѓето на опасност од заразни болести. Сомнежите биле утврдени и со вонредни инспекцијски надзори, но и со експертско мислење на Институтот за јавно здравје.